Може би немаме нафта, но Македонија дефинитивно се покаже како добро поле за зелена енергија, на која државата моментално активно и посветено работи. Следниве 15 минути на оваа тема. Разговарам со Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика. Дарио, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, поздрав до вас и поздрав до гледачите. Добра е, мислам, компарацијата помеѓу нафта и зелена енергија. Ако немаме нафта, сепак имаме зелена енергија. Мислам дека тука ми држи споредбата. Апсолутно, апсолутно. Два ветерни паркови имаме кои што веќе функционираат. Што се прави моментално во однос на останатите вака поголеми, поважни инвестиции? Два ветерни парки имаме во моментот. Едниот е оној на АДС-ма во Богданци, кој што во тек е втората фаза на конструкцијата и неговото проширување и комплетирање во однос на капацитетот да достигнеме до оние предвидени 50 мегавати. Оној другиот е Богословец во Свети Николе, проект кој што е веќе реализиран, целосно приватен проект, се работи за инвестиција од 50 милиони евра, со моќност од 36 мегавати. Споредбено некаде оваа моќност може да задоволува 20.000 домакинства со електрична енергија и сметам дека со завршување на овие инвестиции го продолжуваме патот на енергетска трансформација на нашата држава во поглед на обновливите извори на енергија. Вакви инвестиции се добре дојдени во нашата држава и се надевам дека и во иднина ќе имаме вако успешно реализирани проекти. Така. Докаде е третата голема инвестиција, чинам, беше на ВПД, германската ВПД, која што беше најавена околу 500 милиони евра. Што се прави во тој поглед? Дали сте стопирани тука активностите или... Така, се работи исто така за инвестиција во делот на ветерната енергија, во обновливите извори. Инвестиција вредна над 500 милиони евра, онака како што спомнавте и вие, се работи за ветерен парк проектиран со... беше тоа некаде, така? Старо Нагоричане. За ветерен парк проектиран со некаде околу 69 ветерни столба со над 400 мегавати моќност. Во делот на таа инвестиција се уште траат мерењата. Додека траат мерењата, ВПД ја користи можноста и да ја комплетира целосната документација, се со една цел да дојде и во овој дел до комплетна реализација на проектот. Ова е еден многу значаен проект од стратешко значење за нашата држава и се надевам дека сите работи кои што се планирани ќе се одвиваат согласно текот и ќе биде уште една огромна инвестиција реализирана на полето енергетика во нашата држава, кој што ќе даде сериозен допринос. Владата изработи и стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, согласно Европскиот зелен договор. Дали се оди според планот во однос на оваа стратегија и во однос на зелената транзиција до сега? Така е, изработена е стратегија, долгорочна стратегија. Таа е во согласност со законот за енергетика, усогласен со европските регулативи за кои што се дел од таа енергетска унија. Дали се оди според планот? Ќе напоменам неколку бројки и неколку сегменти кои што до сега се случуваат, а тоа е од почетокот на 2022 година до некаде крајот на март на оваа 2023 година. Вклучени во мрежа се некаде над 400 централи кои што произведуваат електрична енергија од обновливи извори со моќност од некаде над 191 мегават. Ова се сериозни бројки, ова се бројки кои што покажуваат дека целите и сите оние работи кои што се програмирани во таа стратегија за енергетска транзиција се исполнуваат во целост и се надевам дека за некои работи и во некои цели и многу побрзо од предвиденото ќе го оствариме. Ние како држава сме држава која што има изобилие на сонце, ветер и вода и сметам дека овие ресурси, природни ресурси, треба да се искористат максимално и тоа го правиме и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да го правиме. Така. Дали изголеменото производство на струја домашните капацитети е доволно за потребите на државата? И тука ќе пробам со бројки да направам една компарација за гледачите да можат да имаат увид дали е доволно. АДС-ма во февруари произведе некаде 80% повеќе електрична енергија од претходно. Или ако земеме за минатата година, до сега има произведено некаде 2,7 милиони мегават часови, што значи споредбено со 2017-та, например, во услови на светска енергетска криза за некаде над 220
1000 часови повеќе електрична енергија. Сметам дека домашните капацитети на крајот од зимата покажаа и дека она што е произведено е доволно и дека граѓаните можат да бидат сигурни во домашните капацитети кои што и понатака се прошируваат, за да во некоја, доколку дојде, не дај Боже, следна енергетска криза, бидеме и уште поспремни и уште посигурни и поспокојни кон граѓаните. Државата, граѓаните ја издржа зимата, иако имавме и од многу политичари апокалиптични сценарија, дека цели градови и цели села ќе останеле без струја, без при тоа да се стават граѓаните на прво место, како тие тога се чувствува и слично. Подолгорочно гледано, дали граѓаните може да бидат спокојни во однос на стратегиите, бидејќи сега колку и да бидеме самокритични, ако ги вратиме месециве наназад, очигледно е дека државата добро се справи со тие предизвици енергетски што беа тогаш. Така е. Имаше доста најави од повеќе фактори во државата дека не очекува зима со рестрикции, зима со енормно покачени сметки за струја. Сметам дека во овој дел државата максимално се посвети и покаже и докаже дека позади нас е зима без рестрикции, без покачени сметки. Кон сето тоа допринес дадоа сите работи што досега ги напоменавме во овој интервју, и инвестициите во обновливите извори на енергија и производството, односно и вклучување на целосниот домашен капацитет и производство на електрична енергија, и мислам дека ова во една ваква енергетска криза, но секако и економска, беше една голема сигурност за граѓаните дека државата е тука за нив. Без разлика какви и да беа претходно коментарите, какво и да е сега состојбата, сметам дека во иднина секогаш државата треба да биде поставена рамо до рамо до граѓаните и да излага во пресет максимално колку што може. Чинам дека беше во петокот или во четвртокот вице-премиерот Фатмир Битики најави големи инвестиции некаде до септември месец во енергетиката од над 2 милиарди евра. Што ќе значат тие на долг рок и дали може да ни успокојат во однос на идни енергетски кризи? Така е, вице-премиерот, еве јас денес ќе го потврдам истото. Планирани се до некаде оптимистички до крајот на септември да се реализираат. Едната инвестиција е Чебрен, која што некаде достигнува отприлика 1 милиарда евра, и дополнително тука се две стратешки инвестиции кои што треба да влезат во собраниска процедура. Двете вкупно се некаде отприлика 1,3 милиарди евра, и вкупната сума на овие три потенцијални инвестиции кои што дел од нив се веќе и во завршна фаза се бројка од 2,3 милиарди евра инвестиции кои што ќе го стабилизираат енергетскиот сектор, ќе ја направат таа енергетска долго споменувана енергетска трансформација и ќе бидат сигурност за нашата држава на полето енергетика. Само едно подпрашање, ја држи ли се уште Македонија на лидерска позиција во однос на зелената трансформација, регионално ако зборуваме, или е меѓу првите земји? Апсолутно е меѓу првите земји и целта наша е Македонија да стане зелен енергетски хаб, и сите оние бројки кои што досега ги споменуваме, кои што се факти, се водат кон тоа. Така. И за крај, кој е вашиот став во однос на фотоволтаиците, односно на што повеќе да се фокусираме, на домаќинства или индустрија, кој повеќе треба да се насочи кон ова, бидејќи доста дилеми и прашања се отворија поврзани со фотоволтаиците? Ова е многу добро прашање. Тука ќе напоменам искрено дека јас сум многу среќен и сум задоволен што индустријата веќе сериозно се насочи и кон бројки, и со бројки. Има доста реализирано централи, фотоволтаични централи поставени на кров, дел за сопствени потреби, дел и за продажба во електродистрибутивниот систем. Државата во овој сегмент работеше исто така на олеснување на процедурите, со тоа што го измени и законот за градба, со што се зголеми дополнително и мокноста која што беше претходно планирана. Ако на крововите претходно беше планирано и овозможено да се поставуваат од 4 киловатни централи, сега тоа се зголеми на 6. На останатите стопански субјекти беше до 20 киловати, сега е до 40. Сите тие процедури за кои што претходно се бараат дозволи и траја подолго, се скратија со тоа што сега процедурата кажува дека само треба да изградите и со еден предмет да известите општината без да чекате слични дозволи. Сметам дека како што индустријата го направи своето, следно е и тоа да се случи и со домаќинствата, заради тоа што дури тогаш
ќе ја комплетираме таа енергетска трансформација и сметам дека сите овие работи кои што држава да ги прави за да ги олесни процедурите и стимулира ќе дадат резултат како што дадува во индустрија, да ќе дадат и во домаќинствата. Благодарам за гостувањето утрово во Македонија на утро. Верувам дека дадовме одговори на голем дел од прашањата кои што директно ги засегаат граѓаните во однос на тоа каде се движи земјата и во однос на зелената енергија, но и во однос на тоа колку можеме да бидеме енергетски стабилни. Да се надеваме на убави бројки и понатак. Така е. Ви благодарам на поканата и благодарам до гледачите што не следат. Благодарам уште еднаш.